Трагедија во скопската населба Кисела вода. 69 годишна жена и 9 годишно дете синоќа паднаа од 6-ти кат на нивната зграда. Жената паднала врз ограда и починала на самото место, а детенцето слетало на трева, преживеало и е хоспитализирано на клиниката за детска хирургија. Тоа е во стабилна состојба, но има сериозни повреди на главата, ребрата и на внатрешните органи. Има контузија на глава, понатаму надмечни повреди, односно контузии на белите дробови, фрактури на ребра, фрактура на лева рамена коска без дислокација, контузија на стомак и фрактура на еден дел од карличната коска, исто така без дислокација. Во моментот пациентот е во стабилна општа состојба на интензивен мониторинг. Во моментов индицирано е интензивно следење, се следат виталните параметри на детето. За сега нема детали што точно се случило. Од тоа што се знае, 69 годишната жена била баба на детенцето кое било оставено на чување. Детето било со аутизам, но нема информации како и зошто паднало од прозорот, само дека за време на трагичната несреќа неговите родители не биле дома. Нејасно и како паднала бабата, дали во обид да го спаси детето или намерно скокнала од прозорот откако внучето претходно паднало. Полициски службеници излегле на местото, при што било констатирано дека жената ДС од Скопје од здобените повреди починала на местото на настанот, додека 9 годишен малолетник од Скопје се здобил со повреди и истиот бил пренесен во комплекс клиники Мајка Тереза за укажување на помош. Настанот се случил вчера во 19 часот и 40 минути и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Соседите се потресени од трагичниот настан, не сакаат да зборуваат пред камера. Според информациите од полицијата, најверојатно станува збор за несреќен случај.